Вие да размислите сериозно заради тоа што напоменувате уште еднаш дека вие сте представници на граѓаните на Република Македонија и да направиме механизам со кој што ќе ја вразумиме оваа влада на коалиција. И ќе се откажете, односно вие како партија или како политика, од едно вакво криминално и разрипничко трошење на еден проект кој што ништо не значи за граѓаните на Република Македонија и конечно ќе се свртиме сите заедно кон подобрување на животот на граѓаните, ќе ги стопираме сите трансфери кои што значат давање пари во празно, а овие пари да ги потребуваме во инфраструктура, во развој на економија и да подобрување на социјалниот статус на граѓаните на Република. Верувајте, во главите на македонскиот народ е тотална конфузија, затоа што правите историја таква каква што ви одговара во овој момент. Но тоа не служи на македонскиот национален интерес. И затоа после 5, можеби помалку години, Скопје 2014 ќе биде проект, дозволете да кажам, на будност. И сега дека Скопје 2014 не требаше да се гради, особено не во овој момент, кога во Република имаме, во Македонија имаме над 32% невработени, над 31% луѓе кои семејства кои што живеат во сиромаштија, кога во Република Македонија пензиските фондови се празни и се поставува знак прашање дали ќе се исплаќаат пензиите и што уште треба да скрати државата од каде да земе за да ги наполнат фондовите, буџетите на фондовите, во услови кога социјалните пакети се минимални за големата бројка на социјални случаи во Република Македонија, во услови кога имаме пад на бруто националниот доход во овој момент, еве економистите ни консултираат од 1,4%. Во услови кога имаме 120.000 фирми блокирани, во услови кога веќе граѓаните на Република Македонија својата денот се тепаат на континерите, кој континер е во негова посет за вадење на пластични шишиња за да преживеат денот. Добро беше во 2005 година кога вашиот премиер Владо Дучковски одлучи да го продаде електросоманство на Македонија. За овие теми, како председател на тогашната Унија на жени, директно да продискутирате со него, да му кажете дека во тој момент има 38% сиромашни во Република Македонија, 39% невработени и дека луѓето мака ќе мачат да искапат крај со крај во тековните месеци. Ако сте биле со вистина искрени намери тогаш и денес, немаше да имате ваква дискусија. Ќе го држете принципот, немаше да организирате нападни невладини организации АМА, кои што навечер во 22 часот преку комитетите од Социјалдемократскиот сојуз избраќаат пораки денес во 18 часот, секој да донесе по 20 членови, за што помасовни да бидат протестите. Ако сте видели реал, тогаш ќе им се придружите на луѓето во 2005 година, кои што протестираа против продажбата на ЕСАМ, бидејќи добро бевте предупредени од тогашната опозиција, од сегашниот премиер Никола Груевски, од слушнаците кои што ја разбираат таа проблематика, дека продажбата на ЕСАМ ќе доведе до огромни последици кои што ќе се репетираат во неколку години. Еве тие неколку години дојдоа денес, а последиците ќе ги чувствуваме сите. И уште едно прашање. Зошто нереално се представува минатото во проектот Скопје 2014 година? Зарем че тоа не е реалност? Зарем 110 годишнината од неговото раѓање, чествувањето, почнете која одамовте и вие во прилик представува нереалност и кажување на историјата? Зарем гебичигите се нереалност? Не можам да ги сватам тие тези. Што е нереално во оддавањето почит кон личностите што ја градеа македонската историја? Ако вие се срамите од лист, ние се гордееме. Ако вие не идите да ги чествувате, ние идите да ги чествуваме. Таму срамна пред древните филчи да биде како чува. Зошто не го поставите на централната позиција во град? И толку до тоа.
Тоа се